Благодарам, поштуван председател, поштуван заменик председател на влада, поштувани пратеници. Дозволете ми пред да влезам во материјална расправа по однос на интерпелацијата, да најавам дека оваа интерпелација е почеток на реализација на еден план кој што го има ВМРО-ДПМНЕ, се надевам во соработка и со останатите опозициони политички партии, кои што има крајна цел рушење на ова парламентарно мнозинство, рушење на оваа влада и формирање на нова влада во рамки на овој парламентарен состав. Ова е само првиот чекор, следните чекори ќе ги гледате во неделите и месеците кои што доаѓаат пред нас. Во однос на интерпелацијата очекувам денес да биде прифатена од причини кои што ќе ги образложам. Македонската јавност е свесна дека тоталното фијаско кое што се случува со европските интеграции на Македонија е целосна спротивност на она што беше најголемо ветување на ова владеачко мнозинство. Имено ова владеачко мнозинство уште некаде со создавањето на кризата во 2015 година, преку изборите во 2016 година и изборите во 2020 година, како ветување број 1 имаше членство на Македонија во Европската Унија со почеток на преговори за членство. Ги знаеме познатите изјави кои што нема да ги цитирам една по една. Тоа што на почетокот на февруари 2021 година дебатираме тука во Македонското собрание, во услови кога Македонија воопшто не почнала преговори за членство и е крајно неизвестно не само кога, туку дали ќе ги почне, мислам дека представува најголемото фијаско кое што можеше да се случи на оваа влада. За тоа фијаско секако има многу одговорни, но има двајца најодговорни. Првиот е оној за кој што денес поднесуваме интерпелација, кој што во овие 4 години на двата најбитни ресори, Министерство за надворешни работи и Секретаријат за европски прашања, беше директно одговорен и е директно одговорен за оваа состојба и секако вториот е председателот на владата. Прашањето кое што сите ние треба да си го поставиме денес е дали Македонија 4 години подосна живее подобро. Дали во Македонија има помалце корупција, дали во Македонија се отворени повеќе нови работни места, дали во Македонија доаѓаат странски инвеститори или си одат, дали во Македонија домашните инвеститори се стимулирани да работат, дали младите ја напуштаат или не ја напуштаат државата, дали гледаат иднина тука, ако сакате да бидам ироничен, дали воздухот во Скопје е почист или повеќе загаден. Затоа што сето ова беа ветувања кои што ги слушавме во изминатиот период, а се суштински поврзани со процесот на европска интеграција на Македонија, затоа што да се разбереме, со ваква влада, дури и да не постојат проблемите за кои што ќе зборувам подосна, со кои што сакаат да се правдаат, тешко дека Македонија дури и да почнеше преговори, ќе напредуваше во отварањето на поглавје. Фактот што државата се наоѓа на 111-тото место според степенот за перцепција за корупција на Transparency International, најниско откако се мери ова во Македонија, говори каде е државата. Фактот што се изнаслушавме лаги од ова собрание, од оваа говорница и од говорницата долу во сала 1, многу зборува за тоа каде е Македонија. Она што го слушавме беа лажни ветувања, од кои што ќе набројам неколку. Македонската јавност се сеќава дека Зоран Заев во јуни 2018 година дојде во Македонското собрание и рече го добивме датумот. А претходно карикатурално се сликаа во владиниот авион со кренати палци, го добивме датумот, ама датумот еве до денес не знаеме кој го добил, кој е тој датум и кога Македонија ќе ги почне преговорите.
Имаше бројни изјави и бројни лаги кон јавноста, еве ќе набројам неколку, например, Никола Димитров во март 2018 година рекол во јуни очекуваме рамка за преговори. Или на 8 ноември 2018 година рекол дека очекува почеток на преговори со Европската Унија следната година, тоа е 2019 година. Или, например, оваа година, кога беше носител на листата на СДСМ, а нели се представува како непартиски кандидат, кажал дека датумот за преговори е 16 јули и така натака, да стигнеме до програмата предизборна на СДСМ, во која што ни срамни перде лажат во истата дека Македонија добила датум за почеток на преговори, па така во така наречената Агенда 2024, страна 260 од програмата на СДСМ, точка 1, приговори за ЕУ членство, ЕУ да ни биде дома, дома да ни биде ЕУ, ги бива вака за смислување пароли. Во првата реченица пишува: на 26 март 2020 година Европскиот совет донесе одлука за почеток на преговорите со нашата земја за членство во Европската Унија. Ова одлука ја чекавме 15 години, заслужено ја добивме. Затворен цитат. Значи, СДСМ во својата предизборна програма излажа дека Македонија добила датум за почеток на преговори на 26 март 2020 година. Денеска е февруари 2021 година, Македонија не преговара затоа што не доби датум за почеток на преговори. Или, например, во истата таа програма пишува: почнуваме преговори, ја европеизираме земјата, и пишува дека до 2024 година ќе отвориме 80% од поглавјата за интеграција во ЕУ. Значи, сега сме 2021 година, П нема од поглавја, О нема од отварање преговори, ама напишаа и излажаја. На тоа поверуваа дел од граѓаните и гласаја и за Никола Димитров како носител на листа во првата изборна единица, и за Зоран Заев како предводник на СДСМ и коалицијата, и врз основа на тоа вие, почитувани пратеници, ги имате своите мандати тука, и врз основа на тоа требаше досега веројатно многу пати да поднесе оставка и Димитров и Заев, затоа што ги излажа граѓаните со програма која што досега вие ја читав. И јас сум сигурен сега дека за ова ќе има образложенија и дека ќе има изговори. Всушност тоа е единственото што знаат да го прават и што го прават во овие години на лаги и манипулации кои што ги гледаме на македонската политичка сцена. Нема работа, ама има добра пропаганда. Нема дела и резултати, но има корупција во медиуми со цел да ги представуваат розево работите. Нема испорачување на проекти, но има секогаш барање дежурен виновник, и јас сум свесен дека и во оваа дебата денес ние ќе продолжиме да бидеме феномен како држава. Ние сме единствена европска држава каде што после 4,5 години власт на една политичка структура опозицијата е се уште виновна. И тоа е најскапата пропаганда, најдобро организираната пропаганда која што ја спроведува СДСМ и коалицијата, но тоа не поминува, затоа што никаде не се случило во демократска држава да е опозицијата виновна, виновна е власта. Да ја видиме малце хронологијата на целиот овој проект. 2017 година, кога беше формирана прв пат владата, во која што Димитров беше министар за надворешни работи, се представи еден план за реформи наречен 369, кој што требаше од 2017 до 2018 година да испорача реформи во Македонија, кои што требаше да резултираат со тоа на јунскиот самит во 2018 година Македонија да добие датум за почеток на преговори. Дури Зоран Заев ја убедуваше македонската јавност дека мора да брза во преговорите со Грција, а архитект на тие преговори е токму Никола Димитров, за да се стигне пред јунскиот самит во 2018 година, кој што се случи на 29 јуни, а Преспанскиот договор беше подпишан на 17 јуни, со цел Македонија да добие датум за почеток на преговори. Преспанскиот договор беше подпишан, името на државата беше променето, се случи срамна промена на Уставот на Република Македонија, но Македонија датум за почеток на преговори нити на 29 јуни 2018 година доби, нити било кој датум после тоа. Тој фамозен план 369, според оценките на самата влада, беше реализиран само 42%.
Значи, самите кажаја дека не можат да спроведат реформи и дека реализирале само 42% од нивните реформи. Паралелно на тоа, се случи, наместо Македонија да тера самата на патот кон Европска Унија, затоа што претходно беше во група со Хрватска, но заради грчкото противење излезе од истата група, Македонија да влезе во иста група со Албанија, нешто што прв пат јавно го презентирав во април 2018 година, од владата беше нарекувано научна фантастика, видовме дека таа научна фантастика за жал неколку месеци потоа се реализира. Дојде јуни 2018 година, Заев тука во собранието рече го добивме датумот, но Европската Унија рече нешто друго. Нема датум за Македонија и Македонија во рок од една година до јуни 2019 година треба да реализира реформи во 3 области: борба против организиран криминал и корупција, безбедносни реформи и реформа во јавната администрација. Што се случи до јуни 2019 година? Се случи најголемата корупцијска афера во Македонија, скандалот Рекет, каде што во торби Луи Витон видовме милиони евра. Тоа се случи во таа година во која што владата требаше да испорача реформи и затоа во јуни 2019 година, кога повторно лажеа дека сме добиле датум за преговори, Европската Унија повторно рече не и Македонија не доби датум за почеток на преговори и во јуни 2019 година. Се даде дополнителен рок до октомври 2019 година во кој што наместо да се справи со корупцијата, еруптираше корупцијата, се виде дека не бил рекетиран еден бизнисмен, биле рекетирани повеќе бизнисмени и дека сумата не е 1 до 1,5 милиона евра како што се зборуваше, туку преку 20 милиони евра и нормално во октомври 2019 година повторно Македонија не доби датум за почеток на преговори, се врати Заев тука, театрално поднесуваше оставки. Дури после ова дојде заедничката позиција на Бугарското народно собрание, во кој што јасно ги поставија своите црвени линии. И ако ја видите изјавата на претседателот на Бугарија Румен Радев, јасно ќе видите дека вели дека до есента 2019 година Бугарија немала против почеток на преговори на Македонија со Европската Унија. Се случи март 2020 година, според програмата на СДСМ сме добиле датум за почеток на преговори, ама во реалност повторно излажале. Во март 2020 година се случи да се дозволи од тој објаснувачки меморандум, во кој што Бугарија вели дека македонскиот јазик не е македонски јазик, туку е официјален јазик на оваа држава, во кој што вели дека нема македонски народ, дека нема македонско малцинство во соседните држави, дека нема македонска култура и македонска засебност, се случи тој објаснувачки меморандум да стане дел од официјалните документи на Европската Унија. Истиот Никола Димитров, Зоран Заев и останатите го крија од македонската јавност, но излезе некаде 10 дена од како беше истиот усвоен, го презентиравме во јавност, така за после тоа да излезе дека тоа е вистината, за да стигнеме до декември 2020 година, кога буквално се обидоа целосно да капитулираат пред бугарската страна, не само со она скандалозно интервју на Зоран Заев, во кое што фашистичкиот окупатор всушност не дошол во Македонија, туку имало администрација, во кое што во Втората светска војна само во Македонија немало војна, туку имало ослободување, во кое што интервју јазиците се исти, во кое што интервју ние сме, како велат бугарите, еден народ, две држави. Но и со такво интервју не успеа во декември 2020 година да добијат датум за почеток на преговори, затоа што им го видоа карактерот и се свесни дека секогаш може од овие да добијат повеќе и дека и Бугарија, претходно и Грција, можат да сонуваат да добијат ваква власт во Македонија. Зошто ова го велам? Од причина што Никола Димитров е архитект на договорот со Бугарија, кој што има една голема фалинка во себе и 3 работи кои што можеби на јавноста не се досега добро образложени. Прво, нема никакви гаранции во договорот во однос на тоа кои се обврските на Бугарија кон Македонија, односно нема никакви заштитни клаузули што ако Бугарија не го почитува својот дел од договорот. Треба да сте тотален политички аматер или да имате друга агенда, да подпишете договор со соседна држава, која што ви ги подрива основните темели на државата,
и при тоа да немате никакви гарантни механизми во истиот. Како што исто така треба сте тотален политички аматер да прифатите Комисија за историјата да одлучува за иднината на државата. Тоа го пишува во точката 8.2. На Балкан, каде што секој има свое толкување за историјата, да прифатите Комисија за историјата да одлучува за иднината на државата. Повторувам, е или политички аматеризам, или скриена агенда. Јас се сомневам на второто, не се толку неискусни. И затоа македонскиот народ е пред невозможен избор во моментов. Или да не напредува кон Европската Унија, или да се одроди да стане нешто што не е. Но има уште два моменти во тој договор. Прво, во преамбулата пишува, цитирам, имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и нивните народи. Значи не пишува кои народи, не пишува колку народи и јасно пишува заедничката историја. Значи сам Никола Димитров и Зоран Заев подпишаа дека Македонија и Бугарија и нивните народи, како што велат, имаат заедничка историја. И второ, ја лажат јавноста дека ја обврзале Бугарија да прифати почеток на преговори за членство со Европската Унија и членство во Европската Унија. Не е така. Имено, во членот 2 многу јасно пишува. Бугарската страна ќе го сподели своето искуство со цел да ја помогне на Република Македонија да ги исполни неопходните критериуми за членство во Европската Унија. Повторувам, ќе го сподели своето искуство. Значи не пишува ќе ја подржи Македонија да почне преговори да стане членка на Европската Унија. Туку вели ќе го сподели своето искуство, што не ја обврзува Бугарија на ништо, затоа што вие можете да споделите искуство за што сакате, ама тоа не ве обврзува. За разлика од јасната формулација за НАТО која што следи во продолжение и вели и ќе ја подржи Република Македонија за добивање на покана за членство во НАТО. Значи за НАТО ќе ја подржи за покана за членство, а за Европската Унија само ќе го сподели искуството. Што јасно говори дека и при подпишувањето на овој договор, овој срамен договор, никакви гаранции немало дека Бугарија нема да го прави ова што го прави. Виновен за тоа е Никола Димитров, кој што е архитект и на овој договор. Она што исто така, мислам дека се прашува македонската јавност, а е коректно и да го позборуваме тука во Македонското собрание, е што се случува со државата во овие 4 нешто години. За мене не е толку голем проблем што Македонија не почнува преговори. Многу поголем проблем е што животот во државата оди надолу. Не ни стагнира, нема ни права линија, туку оди надолу. Да државата се реформираше, да се отвараа нови работни места, да немаше криминал и корупција, предпоставувам, сите ќе бевме посретни и ќе се обидувавме да се решат овие проблеми. Но државата оди надолу, што значи дека единствениот мотор кој што може да ја придвижи да оди напред е почетокот на преговори кој што упорно не се случува. Тука имам неколку прашања. Првото е, дали ова всушност е сценарио кој што ја одговара на власта со цел да нема контролни механизми, да нема притисок за реформи. Второто е, еве кога Никола Димитров се среќава со негови колеги, што им кажува? Например, за камионите со струмички таблици во рек Битола, или за радарот во аферата Леонардо кој што чини 1 милион евра повеќе, или за хеликоптерите во вредност од 72 милиони евра кои што требаше да земаат болни од Македонија во услови кога амбуланти немаме. Или, например, за играта со рудникот и ловица, те го има, те го нема, со цел одредени бизнисмени да прават големи пари, или со измените на законот за минерални суровини кои што доаѓаат денес тука во Македонското собрание треба да отворат врата за оваа работа. Што им кажува за бројните корупцијски скандали и афери кои што се случуваат на дневна основа? И можеби клучното прашање, на кое што со месеци не добивам одговор, а тоа е, можеби ќе слушнеме денес од оваа говорница, кога последен пат Зоран Заев, како премиер на Македонија, имал официјална средба, односно бил во официјална посета на негов колега премиер или председател на развиена западноевропска држава. Кога е тоа последен пат случено? До денес не добивам одговор, јас се ви го дадам одговорот, пред да се случи аферата Рекет, затоа што на иста маса со корумпиран човек тие не седат,
затоа што треба после да излезат и тие пред својата јавност и пред своите политички опоненти и ти прашаат зашто седите со вакви. Тоа е тажната вистина за Македонија. Тажната вистина за Македонија е дека 4 години не почнува преговори, дека 4 години тоне во криминал и корупција, дека 4 години е национална Ви благодарам. обезличена и затоа оваа интерпелација денеска треба да биде прифатена. Благодарам на вниманието.